Следниот гостин на утрински брифинг носи маска, но неговата е прилично специфична. Васко Кроневски, генерален менаџер и еден од собствениците на Nexense. Ова IT компанија на светскиот фестивал на информатичарите далеку на исток освои две престижни награди за проект, меѓу другото и на така наречената заштитна маска или IT маска. Добро утро за Кроневски, ви благодарам што одвоивте. Добро утро. Што детектира маската? Станува збор за мобилна апликација, но вие кажувате маска, всушност станува збор за мобилна апликација. Тоа е апликација која што ја развивме крајот на март, почетокот на април и како донација ја дадовме на Министерството за здравство како алатка која што ќе помогне на епидемиолозите во делот на следење на евентуални контакти на позитивни лица со нивни блиски пријатели. Ај практично да го објасниме тоа. За секој што има инсталирано мобилната апликација Стоп Корона, така се вика апликацијата во Македонија, доколку се најде во близина со друго лице кој исто така има инсталирано мобилната апликација Стоп Корона, двата мобилни уреди преку така наречен Low Bluetooth Energy Protocol ќе си разменат анонимни клучеви кои што ќе бидат запишани во телефоните на секој од нив. Во случај некој од тие лица да биде детектиран со присуство на коронавирус, да биде позитивен, Министерството за здравство ќе му издаде код со кој што он ќе има право анонимните кодови кои што ги има во својот телефон да ги каче на централен сервер преку кој што ќе бидат сите останати кои што биле во негова близина, а ја користеле апликацијата, известени дека биле во контакт со позитивно лице. И тука важат сите оние правила, дека тоа требало да биде во изминатите 14 дена, дека требало контактот да трае подолго време од 15 минути и така натаму. Добро, баш интересно. Една мала исправка за една награда станува збор. Да, не две. Кажете ми, таа апликација, освен овде, ја продадовте некаде или ја донирате некаде? Или да, таа апликација не беше наменета за продажба. Таа беше апликација наменета да се донира, да дадеме вид наша поддршка во борбата против во борбата против коронавирусот. Ја понудивме на секој од заинтересираните земји кои што ќе искажат интерес. Истата беше донирана и пуштена во потреба во Маđарска и во еден друг сет на околности во заедничка соработка и со Хрватска беше лансирана апликација во Хрватска. Васко Кроневски, Nexense IT компанија во Македонија која до година, мислам, с 2 децении од незиното формирање. Се вратиме малку на двете клучни реченици, или два збора кои доминираат. Тоа е COVID-19 и IT, информатичко општество. Тие не принудија да размислуваме за наредната епоха во рамките да се справуваме со ова болест или чума на 21. век. Да. Приметливо е годинава по обемот на барање што ги добиваме од најразлични земји, од најразлични индустрии, за тоа како можат они навистина дигитално се трансформираат. Претходно многу од организациите, дали станува збор за приватни или јавни институции, се обидуваат да прават дигитална трансформација, но тоа се го правеа скромно, не сакајќи да се откажат од традиционалните процеси кои што ги има кај себе. Но во последно време, последниве 6-7 месеци, можам да кажам дека напливот на барање за целосно онлайн, целосно електронско работење е приметливо. Негде пред неколку години, мислам дека имам прочитано едно поголемо интервју од вас со констатација, немаше ковид тогаш, нели? Дури и не бевме покриени вака со интернет околу 80%, велите дека се уште во Македонија има компании кои IT технологијата или ја сметаат за трошок, а не за профитабилност и перспектива на компанијата. Мислите ли дека сега се созедовме со оглед на овој факт дека нас во општеството допора ни престојат трансформации, образование, услуги, плаќење и така натаму? Да. Таа трансформација веќе се случува. Таа беше до некаде подбутната и забрзана од вкупната пандемија, да кажам, кризата со коронавирусот, и ние сакале не веќе се трансформираме. Дали ги применуваме вистинските концепти по тоа време да ќе покаже, но сите се обидуваат да најдат начин како да функционираат во ова време на, да речам, социјална дистанца.
Ние мораме да најдеме начин како да комуницираме со нашите купувачи, со нашите добавувачи, мораме да најдеме начин како во целост да функционираме без да имаме физичко присуство еден до друг. Во таа насока во прилог оди и трансформацијата и на законодавството. Веќе од 1 септември на сила се новите закони за така наречени услуги од доверба и електронски документ. Значи во целост е законето електронското работење. Веќе нема никакви законски пречки да ние водиме, склучуваме договори онлайн, подпишуваме електронски документи, бидејќи тие се со еднаква важност како хартиените. Сеќавам на времето, на Запад важеше подпис, не печат. Изгледа дека дојде време кога и подписот не е важен, важен е начинот на комуникација. Кроневски, едната димензија е на брзото разбирање и брзата размена на информација. Другата е сепак еден значаен дел на алиенирање на отуѓување во кое, например, се разбирам, конференции, договори и така натаму, што е тоа што сега во овој момент ќе недостига во човечката комуникација, зашто бизнисот сепак базира освен на факти и на доверба од око и од уста. Да. Тоа е приметливо. Реално не може да се уште не може во целост да се замени онлайн интеракцијата со физичката интеракција. Може би станува збор се уште за стекнати навики од минатото, но приметливо е и вие може би сте приметили дека одговорноста на двете страни е различна кога прават онлайн интеракција во однос на тоа да прават физичка интеракција. Чувството дека треба да постапат по нешто е поодговорно кога ќе бидат физички присутни. Поготово кога по прв пат се запознаваат, кога прв пат ја стекнуваат довербата и така натаму. И не верувам дека уште долго време ние во целост ќе можеме тоа да го одземеме. Но сега зборуваме за воведување на алатки и процеси со кои што ќе можеме да ја намалиме бариерата што ни се наметнува со пандемијата како таква. Тоа не значи дека се надевам на пролет кога сето ова ќе стивне, сите се надеваме дека еднаш ова ќе стивне, дека ние повторно ќе останеме дистанцирани, целосно дигитално трансформирани. Да, ние ќе ги употребуваме тие алатки понатаму заради комоцијата во употребата, но сепак социјалната интеракција во запознавање, стекнување доверба ќе остане. Има уште една работа која детерминира нов поим на пазарот. До сега викавме домашен и странски пазар. Во оваа варијанта на глобализација и на овој тип на комуникација, постои ли потреба од интернационализација на бизнисот, кој реално гледано можете од тука да го водите, а да продавате низ цел свет? Па да, приметливо дека во IT индустријата тоа и се случува. Значи, повеќето од компаниите во Македонија од IT индустријата се ориентирани кон странските пазари и работат надвор. Далеку сме тоа да кажеме дека сме целосно интернационализирани, бидејќи секој од пазарите си имаат свој некаков вид на видливи и невидливи протекционистички мерки за да си го заштитат локалниот пазар. Но постојат сепак можности, многу поедноставни неголи претходно, да може да се работи надвор, да се работи од далечина и да се остварува извоз. Васко Кроневски, собственик и генерален менеджер на NextSense, да прашам господине Кроневски, на што се должи брзо растечкото темпо на IT индустријата во Македонија? На релативно брзото прилагодување на овие предизвици на пазарот, на кадрските ресурси, каде инаку постои еден тренд на запишување во овие школи и факултети, и на крај да више кај неогите кадри. Растот кај нас е видлив и во другите земји. Значи, растот на IT индустријата во глобални рамки е присутен во секоја од земјите. Значи, ние имаме видлив раст во делот на IT услугите, извозот на IT услугите, кој што компаративно со други земји може би е поголем. А тоа е може би заради тоа што тој бил наједноставниот начин да се допре до интернационалните пазари. Е пропулзивна гранка, е добро платена и нормално тоа ги привлекува младите луѓе да се ориентираат кон тие струки. Со години, може би 5-6 години веќе, тоа е најплатената професија по просечна плата од Заводот за статистика. Тоа само тоа кажува дека сите сакаат да бидат дел од тоа. Завчера прочитав податок од Државен завод дека програмерите, како вие ги викате, просек 1100-1200 евра, а добрите менеджери веројатно и повеќе. Вас не ја прашувам колку заработувате. Господине Кроневски, во еден период бевте организатори на така наречената демократија. Да. Конференција која
практично како да беше предвестник на ова време, во која е сега главната дилема и на спикерот Џафери, и на општеството, и на претениците, е дали можеме во овие услови да организираме и на каков начин да се организираат парламентарните сеанси. Таа дилема и потреба се искажува и глобално. Значи, можам да кажам дека ние во последниве 6 месеци сме добиле најмалку 20 до 30 барања од различни парламенти, национални, федерални, државни и така натаму, да се трансформираат во своето работење. Некои се малце поназад од нас, они не ни имаат електронски процеси внатре по парламентите, пак некои од нив веќе работиме на она што кај нас постои веќе од 2009 година. Но некои од нив сакаат да отидат чекор понатаму, а тоа е да возможат онлайн сесии на парламентот, за да се спречи оно што се случуваше пролетта кога ни изненади целата пандемија сите нас, и сите беа спречени во можноста да учествуваат во парламентарната дебата, да парламентот делува непречен. Мислам, една Британија се трансформираше и многу други земји. И тоа нема да биде замена на традиционалниот процес. Сепак тоа е политичка одлука и треба да се внимава на многу аспекти од сето тоа, пред се безбедноста, правото на глас, заштита на правото на глас и слично. Но тоа е, да речем, алатка која што би се потребувала во крајна нужност, кога не би имала можност да се случува сесија на парламентот во физичко присуство. Да не се случува дека ќе биде блокирано работењето на парламентот заради одредена кризна состојба. Особено тоа дека за нас парламентарните сеанси бар до завчера беа или хумористични серии или забавно рекреативни со оглед на нивото на дебата и така натаму. Јас сега сакам да ве прашам за две работи кои се исто така во сферата на политичката демократија и на IT технологијата. А тоа е дали ние можеме да организираме електронско гласање. Со оглед на тоа дека нам ни престои статистичка операција која треба исто така да се изведе со по полупринципи на електронска регистрација и така натаму. Но многу поважно е која ќе ги стигнеме вредностите на балтичките земји. Па добро, тука постои, да речем, целосна една созревање на целото општество, можам да кажам. Можноста за злоупотреба е голем ризик и заради тоа сите внимателно пристапуваат кон сето тоа. Но онлайн гласање, односно гласање по електронски пат се применува во многу земји поодамна. Клучните работи што треба тука да се обезбедат е дека треба пред се да се обезбеди тајноста на гласањето. Значи, да, треба да направиме онлайн верификација на гласачот, но не смееме да го поврземе резултатот од неговото гласање со неговиот идентитет. И затоа се многу треба да се применат многу внимателни технички мерки како да се изолираат двете работи, да гарантираме дека тоа лице го направило гласањето, но да не можеме да го поврземе резултатот од неговото гласање со тоа лице за да нема загрозување на гласачкото право. Може такво нешто да се примени, но за тоа треба голема, да речам, јакнење на јавната свест, треба внимателен, да речам, информативен сегмент кон сите учесници во гласањето, за да може да се преде кон такво нешто. Има уште една работа која на одреден начин банките помалку или повеќе веќе се навикнавме, дури и ние пензионерите по стари години. Меѓутоа, не дај Боже да ви треба овие услови пасош, лична карта и така натаму. Во услови кога договори кои имаат милионски вредности со детекција на, да условно да кажам, на палецот, нели, или на потписот се склучуваат. Зошто ние не можеме да изведеме варијантата? Отидеш, односно аплицираш за нов пасош, нова лична карта и добиеш, а верификацијата е направи со електронски прст. Што би можело на одреден начин да ја релаксира не само ова, туку да ја поспеши иновативната смисла на овие административни работи. Вадење на пасош по прв пат, мислам дека е деликатна операција било каде во светот, и тоа да се направи потполно онлайн, мислам дека е скоро невозможно, бидејќи целото снимање на биометрика која што треба да се направи со физичко присуство пред одредена апаратура што тоа може да го направи. Но обнова, продолжување, сето тоа може да се случи онлайн. Да, ние можеме да аплицираме за замена заради тоа што е загубен, дотреан, оштетен некаков личен документ, пасош или лична карта, и истото тоа да го добиеме потоа по пошта или да отидеме да го подигнеме во даден момент.
Но интересното во сето ова е дека веќе доаѓа времето и ерата на нешто друго. Тоа значи дека доаѓа времето на електронски лични документи, електронска лична карта, електронски идентитет, во кој што употребата на личниот документ кој што ние го вадиме во физичка форма само за да го употребиме за да се идентификуваме пред некој шалтер, пред некоја институција, сега се воведува услуга за електронска идентификација во која што јас во онлайн светот ќе се идентификувам пред некаков онлайн шалтер или онлайн компанија со мојот дигитален идентитет. И што сме за крај, нешто што е во сферата на футуризмот, на мистериозните проценки предизвикани од ковидот, а тоа е чипирањето. Ние вистина одиме во правец на чипирање во кое одиш и сметката ти сам со себе си ја носиш и сето друго што произлегува од тоа. Или верувате ли во фактот дека вакцината го носи чипот? Секако дека не верувам. Добро. Но ние сакали да кажеме или не, ние веќе сме на одреден начин чипирани, бидејќи многу од тоа што ние го правиме во онлайн светот, ако не сме внимателни, станува предмет на следење, заради тоа што се евидентира секоја наша интеракција. И најпросто кажано, секогаш кога ќе дојдете до некаков сајт, нешто ви се појавува доле, вика дали сакате да ги прифатите овие колачиња или accept cookies. Ние свесно или несвесно викаме некојаш accept, некојаш не. Ретко кој прави конфигурација што дозволува или не. Но со таму копчето accept cookies, вие веќе сте дозволиле некој да ја следи вашата онлайн интеракција на било која од страниците, за да може да ве профилира, да ги види кои се вашите интереси, на кои страници сакате да одите, што вообичаено купувате, така да ние на одреден начин веќе сме чипирани. Да. И не иде. Добро, благодарам многу. Тоа беше Васко Кроневски, генерален менаџер и еден од собствениците на NextSense, компанија која на престижниот годишен фестивал освои премиум награда за ајде детектирајте уште еднаш апликација за утврдување на контакт трейсинг технологија, значи она што го прават епидемиолозите за следење на контакти, од таму доаѓа името контакт трейсинг и наградата е за нашата NextSense контакт трейсинг технологија всушност. Освен што ви благодарам, ви честитам за наградата и посакувам да останете кондиционо и бизнис на ова ниво кое имате намера да го освојувате поише.